Добро вечер, почитувани гледачи. Нова емисија Врел Костен на програмата на телевизија Сонце. Вечерва ќе зборуваме за еден проблем кој во Македонија искрсна како навистина жежок костен кој никој не сака, а ниту може да го разреши на продуктивен начин. Последната новина што владата на Република Македонија ја упати до јавноста е предлогот за новиот грб на Република Македонија. Дали тој грб ја одразува македонската хералдичка традиција или не? Што може од сево ова да произлезе, тешко е да се претпостави. Во ТВ студиото ги поканив моите двајца соговорници на оваа тема. Дали ќе одговорат на поставената задача, оценката ќе биде ваша. Добро вечер за Стојанче Величковски, член на Македонското хералдичко здружение, од неговото основање и автор на повеќе хералдички проекти, како во Македонија, така и во странство. И Игор Аврамовски Александров, правник по вокација, генерален раководител на Македонската православна заедница од Сиднеј и председател на Сдруженијето на македонските заедници од Австралија. Претходно тој работел како советник на пратеник во горниот дом на парламентот на Австралиската федерална држава Нов Јужен Велс, со кого основал и партија за човекови права. Од 1992 година наваму бил коосновач и организатор на Македонската младинска организација од Сиднеј, коосновач, секретар, а потоа и председател и на Советот на Македонската заедница од Сиднеј, раководител на Македонска радиопрограма од Сиднеј, како и председател па заменик секретар на Советот на етничките заедници во Нов Јужен Велс. Од 1992 година наваму до денешни дни тој е постојано меѓу предводниците на демонстрациите и лобирањето на македонската заедница во Австралија против секакви преговори околу македонскиот домороден идентитет, против спогодбата со Грција од 1994 година, против нарушувањето на човековите права на македонците од страна на Грција, Бугарија и Албанија, против Охридскиот рамковен договор и против натрешната етничка поделба во Република Македонија. Овој разговор ќе го отвориме со првото прашање до господин Величковски. Вашето здружение е единствено од овој вид во Македонија. Дали вашето здружение доби порачка од владата да го креирате новиот грб на Република Македонија? Добро вечер. Вака, нашето здружение е токму така единствено од овој тип во Македонија, но и проблемот со нерешениот грб е единствен за сите граѓани на Република Македонија, така да не станува збор за директна порачка, него станува збор за проценка на владата дека тој проблем треба да биде ставен на дневен ред. Кога, како и на кој начин тоа може да процени владата, а ние како здружение кое што со години се занимава и истражува во тој правец, можеме да бидеме консултирани и да бидеме прашани како, што и на кој начин може да се дојде до таа. Ова што излезе како предлог од владата, тоа е ваше дело на здружението? Тоа е предлог на владата, затоа што предлог закон може да поднесе само владата, а начинот на кој што ќе биде визуелно представен тој предлог и консултациите нормално дека потекнуваат од здружението. Дали при подготовката на тој предлог што се појави во јавност добивте некоја стриктна задача од владата или само сугестии и благи насоки? Па не може да кажем јас дека ние ќе добиеме, значи ова не се работи за некакво дело, ова е визуелен идентитет и се работи за некој континуитет кој што се работи за векови, се работи за една хералдичка традиција. Еден од основните постулати во хералдиката е за да еден грб мора да има историцизам, мора да има постоење. Значи, Македонија, како Македонија, ние како држава, не само ние, не може ние да се себе обвинуваме дека сме закасниле со нашата државност, затоа што сите грбови настанале првин како виртуелни грбови, како земски грбови, потоа се формирале нациите и тие биле преземени. Така да сакам да кажам дека не станува збор за некаква нарачка која што може да се... Но сепак инсистирате дека ова е резултат на една традиција. Во секој случај. Да. Александров, македонците во диаспората инсистираат на почитување на македонската историска традиција, особено во Австралија, од каде доаѓаш и ти.
Дали си во можност објективно да го изложиш ставот на македонците од шестиот континент за овој предлог на македонската влада? Видите, не може се уште да се зборува за некој конкретен став во врска со предлогот, затоа што пред се не само во Австралија, туку ни во Македонија се уште не е отворена сериозна темална расправа во врска со предлогот. За жал, владата го усвоила нацртот без воопшто да го стави на јавна расправа, што не беше случај, например, на почетокот на 90-тите, кога имаше предлози за нов грб, кога се формираше парламентарна комисија, имаше поширока расправа. Сега е така експресно усвоен предлогот, без претходно да се стави на јавна расправа, а се поставува еден предлог кој што се паѓа како гром од ведро небо, кој што се коси со сите досегашни предлози и со традицијата, барем од претходниот век кај македонскиот народ, грбот да биде жолт лав на црвено поле. И не се коси само со таа нова традиција, туку според страницата на Хералдичкото здружение кое што господинот го застапува, каде што зборуваат за стематографијата на која што сега се повикуваат за црвен лав на жолто поле, на самата нивна страница пишува дека со тој црвен лав на жолто поле е прекинат повеќе вековната традиција на македонскиот земски грб. Значи, станува збор за еден пресврт, сериозен пресврт во однос на традицијата на македонскиот грб, кој што можеби не бил до сега државен грб, но сепак меѓу македонскиот народ, барем во изминатиот век, важел како национален символ на македонскиот народ. Во хералдиката, не дека сметам дека хералдиката или хералдичките традиции на странски држави треба да имаат одлучно влијание на тоа каков грб ние ќе имаме, но и според хералдиката или хералдичките традиции кои што господинот ги застапува, дури според тие традиции овој грб не представува континуитет или традиција. Се согласувате со ова што го вели Александров? Јас не можам да кажам дека делумно некои работи не се така, но ние во Македонија, нашите генерации, па и поширок дел во Македонија, основните поимања за тоа што е хералдика и што е хералдичка традиција ги научивме од букварот во Македонија, од книгата на Матковски. Во тоа време, кога тој ја пишувал и тие извори како библиографија што не му биле достапни во однос на ова што ние во последните 2 години го имаме направено како историски релевантни истражувања, е неспоредливо. Сакам да кажам дека во овој момент одредени истражувања, одредени историски извори се нови и кои што покажуваат дека не секогаш Македонија била представувана само со представата, хералдичката представа на жолтиот лав на црвено поле. Затоа што во статистиката, во прецизната статистика од Хералдичкото здружение, што еве сега ќе биде во новиот број на Хералдичкото здружение, односот на представите е 13:11. Односно во 13 пригоди е представен Македонија е представена со црвен лав на жолто поле, а во 11 со жолт лав на црвено поле. Сакам само да појаснам дека во хералдиката не се само боите. Хералдиката е многу конзистентна наука во која што и формата на штитот и поставеноста на самата хералдичка фигура е многу битна. Елементите на хералдичката фигура, придружните парафенали исто така се многу битни. Тоа е нешто што во целата таа структура прави диференцијација со бугарскиот грб. Секаде во сите грбовници тие одат во се застапени и македонскиот и бугарскиот, но секаде се разликуваат. Игор, познато ми е дека не си некој хералдички стручњак, меѓутоа
навлезе во оваа проблематика бидејќи се мотивира да ги согледа сите аспекти. Дали мислиш дека при изготвувањето на овој предлог се почитувани и овие хералдички закономерности за кои и зборува го господин Величко? Така, јас навлегов во оваа проблематика затоа што видов одредени противречности во изјавите, во јавните ставови на Сдруженијето, па и на владата, и сметав дека нешто не е во ред. Мислам... Има дискрепанција, диспропорција, што? Прво, мислам дека председателот на Сдруженијето пред ден или два за Нова Македонија даде изјава дека нашето право да имаме жолт лав на црвено поле сме го изгубиле кога Бугарија го усвоила жолтиот лав на црвено поле во 98 година, мислам. Сега господинот кажува дека бојата сама по себе не е тоа што го дефинира грбот, што значи дека има и други аспекти од грбот кои што се битни за да можеме да кажеме дали е ист како бугарскиот или не. Понатаму бугарскиот грб има штит со црвен штит со жолт лав во средината, но има и дополнителни елементи. Два лава има од страните, има дополнителна круна над штитот, значи се разликува од многу други аспекти, а ние сега имаме една изјава со која што се бара изговор за тоа што имаме жолт штит со црвен лав, во тоа што бугарите имале жолт лав на црвено поле. Понатаму, во соопштението на владата, во кое што се објавува дека е усвоен нацртот, се зборува за тоа како бројката 5, значи бројката 5 во однос на 5 кули во моралната круна на новиот предлог, 5 кули на тврдината, самата бројка 5 била символ на државност или на републиканско уредување. Јас направив доста истражувања за символиката на бројката 5 и никаде не најдов дека представува символ на републиканско уредување или символ на државност. Нешто што најдов што навистина беше интересно и што треба да се зашто треба да се размисли е дека бројката 5 има голема символика во исламот, ги представува 5 столба на исламот. А и кулите се една врста на столб, нели? Понатаму знаеме дека ДОИ го поддржа предлогот и особено задоволство изразија за тоа што имало кале на круната. Извини за момент. Овие од друга страна, значи владата вели дека бројката 5 представува државност или републиканизам, од друга страна председателот на Сдруженијето вели дека моралната круна како таква представува републиканизам. Зошто? Затоа што грбот на републиканска Шпанија, првиот или вториот грб на републиканска Шпанија имал морална круна. Но како прво, тоа само по себе не значи дека представува републиканизам таквата круна, затоа што имаме републикански држави како Франција, Америка, кои што воопшто немаат никаква круна. Второ, на шпанската морална круна има 4 столбови. На македонската има 5. Ако бројката 5 е таа што го символизира републиканизмот или државноста, зашто ја нема и на шпанскиот грб? Значи, има повеќе противречности. Да, но знаеш што мислам дека е во прашање нешто друго. Мислам да не вртиме многу, да заобиколуваме. На страницата на Сдруженијето прво има листа на извори на кои што се повикуваат за традициите, хералдичките традиции за грбови. Има разни грбови може да се најдат во хералдиката, не само црвен лав на жолто поле, има и грбови кои што воопшто немаат лав, има грбови со златен грифон, значи грбови кои што други ги правеле за да ја означат Македонија, но кои што не се консистентни, се менуваат од време на време, но едно што се пишува на страницата на Хералдичкото здружение е дека најконсистентен е жолтиот лав на црвено поле. Тоа се уште го пишува. Значи, ако здружението не стигнало да ја смени својата страница, да ги обнови податоците, да ги ажурираме врз основа на новите истражувања, како очекува македонскиот народ, кој што цел век користи жолт лав на црвено поле, да биде уверен дека и да биде запознат за овие нови истражувања и да биде уверен за нивната веродостојност. Денес прочитав дека
Бугарија незиниот грб го има регистрирано во светски рамки како интелектуална собственост и не може друг да го копира тоа. Меѓутоа, ме интересира нешто околу оваа мурална круна што ја велиш. Величковски, круната, председателот на ДУИ Али Ахмети рече дека е скопското кале. Се согласуваш со тоа или не? Јас да ви кажам како хералдичар, а особено како човек кој што ги толкува на поинаков начин символите, значи секој може да се идентификува онака лично во изјавата како што сака или како што му личи. Но символиката секојаш во хералдиката е содржана во блазонот. Ако таму стои дека има мурална круна и ако таа круна како едно нешто, како цело, како символ представува не царска, не кралска, него ја представува државното уредување, односно ако штитот ја представува Македонија, а круната ја представува Републиката, тогаш тоа е тоа. А околу бројот 5 апсолутно не се согласувам дека има негативна конотација, затоа што символиката на бројот 5 и во македонската народна традиција ние имаме 5 сетила. Мислам, приемчивоста на Македонија, ние можем да најдеме уште еден мал милион поврзаности со Македонија, а особено ако тргнеме од тоа што лавот е соларен символ, па имаме и директна врска со символот на второто обележје на знамето. Така да сакам да се вратам на забелешката што ми беше упатена, дека јас не кажав дека боите не представуваат. Јас реков дека не можеме да ги третираме дека само боите не представуваат. Значи, во тој... Се согласувам. Да. Не само боите, за тоа кажав, нели, во азбуката, само да ви кажам, еден пример. Во азбуката ние не ги гледаме буквата Г и буквата Дж како Г со некаков апостроф. Него таа, иако толку е мален, малечка тој додаток на буквата, тој веќе се менува и гласот, и представата, и визуелната ова. Иако оддалеку можеби некој со послаба диоптрија или оној што не сака да го види тоа, ќе го интерпретира како Г со нешто од озгора. Величковски, ај сега да заедно сите тројца апсолвираме еден проблем. И Аврамовски и вие употребувате термин круна. Да. Круна е символ на ројалистичко уредување на државата. Зошто во грбот се користи терминот круна? Значи, во ситуацијава овде, ние не можеме да се повикаме на нешто што го немаме. Вие знаете како на времето се добивала царска круна и кој ја дал, или кралска круна. Ние се повикуваме на историцизмот. Значи, основа на овој предлог, како што е и објаснено на официјалната страна, односно онака како што официјално е поднесен предлогот од владата, текстот е пренесен и на страната на ние го презимаме текстот во целост од предлогот, законскиот предлог од владата. Односно, дека во основата на овој грб е, нели, тој е фактички емблазониран врз основа на предлозите на грбовникот на Жером Тебара и е преземен. Значи, тука нема нити повеќе, нити помалку. Тоа едноставно е во таа положба, во тие бои, во таква интерпретација и на тоа е додадена круна која треба да го представува. Сега ќе го прашам Аврамовски околу ова, вие што рековте дека текстот од владата го пренесовте интегрално на вашата веб страна. Во образложението на владата Аврамовски се вели дека ваквиот предлог е во согласно со историските факти, а воедно одговара на народната перцепција на природбеничкото време. Дали се согласуваш со ова? Прво, мислам дека треба да се заврши со ова кој што претходно го почнавме, затоа што се уште останаа некои работи нерасчистени. Како прво,
Господинот каже дека бројот 5 има повеќе символики, но во соопштението на владата, каде што се опишува значењето на грбот, мислам тука станува збор за блазонот, нели? Тоа е блазонот, описот на содржината на грбот. За тоа зборувате вие? Блазонот е опис на символите. Точно опис на символите. А не толкување на символите. Во описот на символите, според соопштението на владата, пишува дека градобранската круна на грбот го представува републиканското уредување на државата. Кулите на круната представуваат графички израз на бројот 5, кој пак е символ на државата. Прво, вие зборувате нешто за македонската култура, дека бројот 5 има некаква символика, но каде има таа символика во хералдичките традиции на кои што вие се повикувате како некоја наука или уметност? Второ, како е можно овој грб да биде обединувачки, како што се тврди во соопштението на владата, ако за владата круната значи едно, а за лидерот на ДУИ, кој што е владин партнер, таа значи друго. Мислам, градобранска круна може да се најде и на градските грбови на Албанија, така? На повеќето градски грбови на Албанија има исто така градобранска круна. Во грбот, во стематографијата на која што вие се повикувате како грбовник, грбот на Албанија има исто така слична тврдина како сегашната во центарот на грбот, во самиот штит, со тоа што таму има 3 кули, а во овој има 5. Од каде е изборот на градобранска круна? Тоа не е сигурно од историскиот грб. Градобранска круна на македонски грб сега прв пат се појавува. Од каде е изборот на таква круна и од каде е изборот на 5 кули? И зошто имаме ние од самата влада, па и од Сдруженијето противноречни толкувања на тоа што символизира републиканизам, што символизира Скопско кале. Како може тој грб да не обедини нас, ако на луѓето кои што го предлагаат на секој различно значење, за секој од нив има различно значење? Ајде да бидеме малку по кратки во образложението и прашањата, бидејќи времево не гази. Повели Величко. Вака, значи, ние овдека ги мешаме системите. Значи, градобранските круни, ние во хералдиката сосема нормална појава е да мурална круна има на градовите. Тоа е сосема нормална појава. Дури и во нашиот систем, што ние како местно хералдички систем го воведуваме, ако погледнете, таква круна има на новиот грб на Охрид, на Радовиш, на Свети Николе, кои што беа едни од првите градови. Но тие се разликуваат. Тие се разликуваат по бројот на елементите. А она другото што ми кажавте, значи на диадемат на таа круна се поставени символи кои што потекнуваат од Македонија, односно бисерот и диамантите, рубините се македонски. Тие се врзуваат за Македонија. Тврдина и зошто се избрани 5 кули и зошто имаме противречни толкувања во самата влада и во Сдруженијето за тоа што представуваат тие кули. Извинете сега, јас не сум политичар и не можам да толкувам некој што дал изјава на кого тоа му личи. Можеби на Величковски, го разбира ваше објаснување, меѓутоа сега едно круцијално прашање. Овој предлог што излезе од владава и е пласиран во јавноста. За каков грб станува збор? Земски или државен? Значи, ова ќе биде првиот земски грб што станал државен. Ако ние, како македонци и сите заедници, со општо прифаќање, успееме да го изгласаме, да се заложиме и да се идентификуваме со него. Земски грб, како што на почетокот кажав, сите грбови биле земски. А што е разлика меѓу земски и државен грб? Државен грб е официјален грб на една држава. А земски? Земски грб е грб кој што се однесува на одредена територија и тој во најголем дел се однесувал на територија каде што се уште не биле формирани нациите. Со формирање на нациите, сите соседи си ги зема така наречените земски грбови за официјални грбови на нивните држави. Едно малку политичко прашање, мислам дека не е толку тешко за да не можете да одговорите. Зошто на Македонија треба цели 23 години за да дојде до каков таков предлог, па и тој сега предизвикува волку дебати?
Па затоа што ние сме македонци. Секогаш за круцијалните прашања викаме зошто сега, морали сега, значи за да созрее некоја тема. Мислам дека ова е моментот кога ние конечно треба, а се согласувам дека за одредени работи треба да се дебатира, да се дообјасна, затоа што не на сите име тоа јасно, зашто хералдиката е комплексна наука. Без разлика што некои ја вбројуваат како помошна историска, уметничка и не знам каква интерпретација или дисциплина, но толку малку луѓето знаат за хералдиката, што кога ќе добијат едно вакво визуелно решение, нормално е да се прашуваат. Мене ме прашаа многу луѓе зошто лавот? Дали лавот живеел на овие простори? Дури некој ќе рече, па можевме шарпланинец да ставим. Милан, ако може само да се надоврзам на оваа точка, бидејќи тука е круцијалната точка. Разликата помеѓу земски грб и национален грб. Прашањето за земски грб е навистина прашање кое што треба да биде пред се во стручни раце, па после отворено на јавна дебата. Ако зборуваме за традиција на земски грбови, каде што фактички е една врста на историска наука, нели? Но прашањето за национален грб е нешто друго. Не е само прашање на тоа какви земски грбови имала Македонија порано, туку кои се вредностите на нацијата која што таа нација сака да ги символизира преку својот грб. Земскиот грб на Македонија може да биде грб на владател, поробувач на македонската земја. Земскиот грб на Македонија може да биде само опис на географска територија и со тоа да биде и во служба на оние кои што ја третираат Македонија чисто како географски поим без своја домородна нација. Од друга страна, земскиот грб со жолтиот лав на црвено поле веќе е и национален символ, затоа што најмалку еден век луѓето кои што се стремат за слободна и независна македонска држава го користат тој символ како свој. Може да се најде уште од периодот во Илинденското востание, па низ целиот 20 век во диаспората и во Америка и во Австралија се користи меѓу оние активисти и организации кои што се стремале за независна и самостојна Република Македонија. Можете да го најдете на протестни собири каде е истакнат, можете да го најдете во символиката на друштво на здруженија. Владата во незиното соопштение вели вака: лавот е несомнено символ на македонците и албанците и другите заедници во Македонија. Лавот, прво не е национален символ, туку символизира одредени вредности и се користи низ цел свет во хералдиката. Тоа може и господинот да ви го потврди. Жолт лав, црвен лав на жолто поле има и во шкотскиот штит во грбот на Обединетото кралство. Па никој сега не вика не смееме да го користиме, како што се зборува за тоа дека не смееме да го користиме жолтиот лав на црвено поле за тоа што го користи Бугарија. Но прашањето е на каков специфичен начин тој символ е поврзан со оваа земја и со оваа нација. Владата во незиното соопштение вели дека ова решение дава излез за иднината. Жолтиот лав не е само во форма на грб со штит, туку може да се најде и во други форми, може да се најде во символика од античка Македонија, на бисти, на релјефи, на мозаици, на слики, може да се најде и по цркви, значи постојано се појавува во македонската историја, а за тоа какви вредности представува лавот ќе оставам стручњаците да кажат. Но битно е дека со овој предлог целта е да се направи национален дисконтинуитет во символот на грбот. Дали ова е затоа што токму тоа и дуи го бара. Не, јас кажав на почетокот дека не се прави дисконтинуитет. Туку напротив, цело време во представите, ако кажам дека се појавува македонскиот лав, се појавува како црвен лав на жолта основа. Дури и на востаничките знамења во времето на Илинденскиот период и Разловечкото востание користеле без штит црвен лав, огнено црвен лав на жолта основа. Така да ова што кажувате сосема во ред дека во сите артефакти се јавува лавот, но таму тој се јавува како лав, како символ, без боја. Вака сега, бидејќи времево не сгази, ме интересира едно вакво прашање. Ова е предлог.
на владата. Се водат јавни расправи и ова е дел, ова емисија од таа расправа. Ќе оди во парламентот најверојатно во пакет со другите предлози за менување на уставот, бидејќи ова е име менување на една одредба во уставот, значи уставна категорија. Дали си оптимист дека ќе успее во парламентот това да помине со оглед на високиот цензус, да квалификувано двотретинско мнозинство и Бадентеров принцип? Јас можам да бидам оптимист само во аргументите. А како ќе се одвива расправата и како дај Боже да има што повеќе вакви креативни и конструктивни разговори кои што ќе допринесат да може да се изјаснат. Што мислиш ти, бидејќи и опозицијава се уште ја нема во парламентот, без да ја нема квалификувано мнозинство, ќе се парализира парламентот или? Па не можам да навлегувам во тоа прашање, не сум баш толку во тек со политиката на СДС, дали ќе се врати во парламентот или не за гласањето за предлогот за грб. Може би ова е некој трик за да ја вратат опозицијата во парламентот. Не сакам да се занимавам толку со тоа дневно политичко прашање, за мене е побитно историското значење. Историското значење во однос на развитокот на македонската држава како држава на македонскиот народ. И во тој поглед мислам дека многу е битно да се цитира уште нешто од веб страницата на Сдруженијето, на Хералдичкото Сдружение, каде што ја објаснуваат историјата од 92 навамо на обидите да се усвои грб на Македонија и каде што на крајот велат албанскиот блок цело време не излезе со свој конкретен предлог за грб, освен барањето тој да биде неутрален, инсистирајќи дека модерната македонска држава всушност почнува во 91 или дури 2001 година по граѓанската војна и Охридскиот рамковен договор, со кој Македонија практично станува држава на две големи заедници. Па така символите не треба да укажуваат на историскиот континуитет на државата на македонскиот народ. Значи тоа е од страницата на Сдруженијето. Ако ние имаме сега изјава од ДУИ, каде што го поддржуваат актуелниот предлог, мислам дека е разумно да се направи заклучок дека овие изопачувањето на боите и додавањето на круната таква каква што е, со бројката 5, со кале над круната, кое што знаеме дека албанскиот блок го смета како освоена територија албанско-исламска и затоа и не дозволија црква да се прави на тоа кале, мислам дека е јасно дека причината заради која што ДУИ го поддржува овој грб е тоа што не представува историски континуитет на државата на македонскиот народ. Може би се појавил во таква боја некогаш некаде во историјата, но континуитет нема. Јасно. А жолтиот лав на црвено поле има континуитет во народната употреба. Сега, веројатно, владата го нарачала грбот таков каков што е, за да го обезбеди Бадентеровото правило. Но, мислам да го обезбеди гласањето според Бадентеровото правило. Но, прашањето е дали оваа држава се уште треба да оди подлабоко и подлабоко во внатрешна етничка поделба на државата, во губење на домородниот национален идентитет на македонскиот народ, во губење на граѓанскиот македонски национален идентитет според рамковниот договор, или треба да го успори тој процес. И мислам дека овој предлог ваков каков што е наменет за да оди се уште повеќе во тој правец. Верувам дека моја проценка е, знам дека во диаспората ќе се согласат, но мислам дека и во Македонија веќе луѓето почнуваат да се огледуваат дека тој процес кој што е започнат со рамковниот договор води кон внатрешно распаѓање на оваа држава, кон обезличување на националниот идентитет на македонскиот народ и кон се поголемо засилување на сепаратистичкиот фактор во државата. Дали ова значи дека ако овој предлог биде усвоен во парламентот, македонците во Австралија нема да го прифатат? Па македонците во Австралија живеат во слободна држава, не размислуваат сите исто, но можам да ви кажам дека оние македонски организации и активисти кои што традиционално се залагаат за афирмација на Република Македонија како слободна и независна држава на македонскиот народ, барем сега како што стојат работите со актуелните објаснувања, веројатно нема да го прифатат. Исто како што не го прифатија наметнатото знаме од 94-95 година, кое што беше наметнато под
притисок на Грција, под притисок на држава која што го негира домородниот македонски идентитет и токму заради тоа бараше да го смениме знаемето кое што беше слободно усвоено. На ист начин мислам дека повеќето организации и активисти во диаспората ќе продолжат да си го користат оној грб кој што има традиција меѓу македонскиот народ, доколку не бидеме уверени дека овој грб на вистина е направен за да се афирмира нацијата. Да им кажеме при крај на емисијава дека вие сте автор на грбот на председател на Републиката, така е? Коавтор. Коавтор. Да. Вие што предвидувате, овој предлог ќе добие право на граѓанство во Македонија или ќе биде сопрем во јавна дискусија? Значи, јас како член на ова и од тој аспект, како член на Хералдичкото здружение и како некој кој што на овие работи гледа од другата страна, без доза на политика и без тоа да сугерирам како некој ќе се произнесе. Значи, без никаква доза на некаков политички додаток на целата оваа работа, мислам дека треба да се концентрираме и да ги гледаме историските факти и извори. Без тоа да правиме прогнози како ќе реагираат некои луѓе. Па нормално е, да ви кажем еден пример. 63-та година, за време на земјотресот, овде, на Вардар, фудбалскиот клуб од Милано му поделил тресови и тие тогаш станале црвено-црни. Пред тоа биле плаво-бели. Да. И навивачите тоа го прифатиле. Сега, тоа бил драстичен пример, каде што се смениле и боите, каде што немало никаков континуитет, каде што еден вист-мајор сила како тоа го примаш ова, наметнал. Игор, а? Мислам дека апсолутно нема никаква споредба. Не може да се поистоветува традицијата на еден фудбалски клуб со традицијата на една нација која што има историја на вековно страдање, историја на вековни робства и историја на вековна борба за слобода и за која што символиката на новиот предлог е тоа дека повторно ние подклекнуваме пред негаторите на македонскиот народ, во овој случај големо албанскиот блок по македонската политика, негаторите на македонскиот народ, негаторите на историскиот континуитет на македонскиот народ како домороден народ на оваа територија и сепаратисти кои што својата лојалност не ја гледаат кон Македонија како македонци, односно македонци по граѓански национален идентитет, туку се идентификуваат со символиката на албанската држава. Не може да се споредува менување на боите на фудбалскиот клуб со една ваква ситуација. Гледачи, извинете, но при крајот и само на крајот мислам дека е многу битно е да се праша, ако е историјата, хералдичката историја само битна, ако се прифаќа дека има во историјата жолт лав на црвен штит, покрај тоа што има црвен лав на жолт штит, тогаш зошто токму се избрал црвен лав на жолт штит, а не жолт на црвен штит, кога се знае дека тоа полесно ќе помине барем меѓу македонците? Поштувани гледачи, ова беше врелиот костен околу предлогот на новиот државен грб на Република Македонија. Дали ќе биде жолт лав на црвен штит или обратно, ќе покаже јавната расправа. Ова емисија сватете ја само како еден мал прилог во таа јавна дебата. Гости во врелиот костен беа хералдичарот Стојанче Величковски и нашиот стар познаник Игор Аврамовски Александров. На вашето внимание благодарам, на моите гости исто така, се гледаме во некоја наредна прилика. Пријатно.